Заменик министерот Диме Спасов застанува цврсто во одбрана на граѓаните и вработените во Министерството за труд и социјална политика. По обидот на техничката министерка Ременски да го партизира Министерството, Спасов во известување денеска им порача на вработените дека партискиот цензор на СДСМ Мила Царовска не е вработена во труд и социјала и тие имаат должност да не постапуваат по барањето на Ременски. Ви информирам дека известувањето кое е испратено на 15 ноември од страна на Наташа Методиева од кабинетот на техничкиот министер за труд и социјална политика Фросина Ременски, а во кое незаконски ви се укажува вашите одговори на барања на граѓани да ги упатувате на одобрување кај лицето Мила Царовска, лице кое не е вработено во Министерството за труд и социјална политика, нема никаква правна сила и имате право и должност да не постапувате по него, стои во известувањето кое Спасов денеска го испратил до вработените во Министерството. Тој додава дека известувањето на Ременски нема никаков законски основ и представува груб обид за партизација на институциите, нешто што Спасов вели дека нема да го дозволи. Тој ги предупреди вработените дека постапувањето по наредбите на Ременски може да повлече и законска одговорност. Извори во Министерството велат дека ова известување на Спасов било дочекано со одобрување од вработените, кои веќе 2 дена негодуваат нивната професионална работа да оди на цензура на Бихачка. Тие велат дека по инсталирањето на кадрите на СДСМ во Министерството врз нив се врши невиден притисок, а тимот на Ременски кон нив се однесува понижувачки. Фросина Ременски се најде во центарот на тежок скандал откако побара сите вработени во труд и социјала кога ќе добијат прашања од граѓаните и институциите, пред да ги испратат одговорите, задолжително да ги достават на цензура кај председателката на Комисијата за труд и социјала на СДСМ Мила Царовска, која воопшто не е вработена во Министерството. Експертите предупредија дека Ременски нема професионален капацитет да води една толку значајна институција, а постапките во последните 2 дена ги оценуваат како северно-корејски методи на партијата која за демократија се залага само декларативно. Според нив, скандалот во труд и социјала е само слика за врвното лицемерие, особено ако се знае дека на Бихачка, барем додека се вклучени камерите, се залагаат за одвојување на партијата од државата.